Имаме уште неколку скупи во Скопје, имаме Хераклеја во Битола и Лихнит во Охрид и веројатно имало уште други, но се затрупани поради некои агресии и така натаму. Што е важно за македонскава култура, Ежен Борза го кажува тоа македонски фестивал. Дефиниција во неговата книга Во сенката на Олим, дека македонски фестивал почнувал со спортски надпревари, поезија и обврсно завршувал со театар. Со песни и ора се разбира како што беше и со театар. Принципот на славење, значи нема крвни жртви, како во оние антички светилишта кога се колеле и се прскале со крвта. Овде жртвата си ти, доаѓаш и се даруваш да се соединиш, она што Аристотел го кажува, соединување во Дионисовите слави не е да се научат обредите, туку да се соединиш со духот на твојот создател. Ребека Вес го кажува истото тоа како дефиниција за македонската култура пред Втората светска војна, вели културата во Македонија не е технички трик, туку заедништво со духот на создател. Тој е цел принцип. Значи ти си тој што доаѓаш, се даруваш овде, нема крвна жртва, примаш дух и сила, изборуваш одредени текстови, она што Еврипид го нарекува Деусен махина, на почетокот и на крајот на представата го повикувал Господ. Во античка Македонија имала една химна, пред представата се викала Судбо на Тиха, Божица на среќата. Судбо владетелко блага, те каниме на нашите празненства да дојде да игра со нив, а Еврипид вел и друг принцип. Се што игравме, Господ ќе суди да не им се случува на актерите кои веруваат до крај во нивните животи. Значи, принцип на славење, ти доаѓаш, се соединуваш со духот на Создателот и го прославуваш Бога. Сличен принцип е на Кокинскиот театар, затоа не се учи во ниедна македонска институција. Значи, 2000 години пред Христос, железен театар од Кокинско време, истиот принцип. Сончев зрак оплодува земјата, доаѓа Богочовек, го осветлува во 6 часот наутро на 31 мај и на 31 јули. Значи, го осветлува едниот жрец и се раѓа новиот актер, водач, политичар, режисер, предводник на народот. Истиот принцип е во Дионисовиот театар. Зеус, Теус или Драј Патер во античка Македонија, добриот татко ја оплодува Семела, земна жена, видите изборот е многу сличен со нашиот, и го раѓа детето Дионис носен во колкот на Зевс, бидејќи Хера била љубоморна, двоносен, денонос, носител на денот и носен два пати во колкот. Истиот принцип е, значи, нема крвни жртви, прославата било да дојдеш и да ги кажуваш тие стихови што се слезени, нели? Инаку античките драматурзи биле свештеници на Дионис, и тоа не го знаеме, за нас е тоа несватливо. Тоа е денеска како ние да играме за Исус Христос, да ја даваме представата, значи представата била застануваш пред Господ, пред Создателот, пред целата суштина. Ние денеска го имаме тоа во христијанството како пророчка уметност, ова Кокинскиот и Дионисовиот театар. Дева Марија оплодена безсемено и го раѓа Спасителот Исус Христос, што е дозволено и во македонската држава, нели имаме празници кои се Божик и Великден, ги славиме. Значи тоа е таа македонска слава, песни, ора, принцип на лепи вино, што го има и во христијанството, се земат со лепи вино. Тој е принцип на играње, славење, и тоа се потврдува во наша поговорка што се знае во Македонија: немој да пееш, немој да свириш, немој да играш, ќе те надпеат, надсвират и надиграат, но немој ни да љубиш, оте ќе те надиграат. Ете, тоа е суштината. Вие се наоѓате на ова убаво место, кај што се играле ората, се прашува Ежен Божа зашто било потребно 30 метри распон од едниот крај на кругот на другиот, зашто се играле ората Дионисови, се пееле песните, не знам дали сме го правеле ние, излегува еден од орото, да фино вино црвено, игра оро, хор, да фино вино црвено, излегува еден и почнува да кажува стихови: да фино вино црвено. Момчето ти ја заспало, а каде е нашето вино денеска? Вие ќе видите тоа вино, духовна храна, што ќе настапиде на античкиот театар. Вие ќе речете римјаните го изградиле, не го изградиле, зашто не е така. Видите, оној зид го гледате таму, кога дошле римјаните 150 години немало театар, имало гладиаторски борби, додека не ги преведат, не доаѓале од Македонија автори драмски да ги научат, и затоа е таа античка поговорка: Macedoni, tutti команданти, tutti солдати, tutti генерали. Значи, Цицерон го кажува дека македонците се генерали, команданти и војници, никој никога не слуша, сите знаат се, и затоа сме ние така, секој е своја држава, секој има свој театар. Епа, како што ви се рекло, лесна и плодна сцена, и да положите со лесно, и после ќе пиеме кафе и вино. Ајде.
Речи го со сама смело пророштвото, ти што ще кажеш? Ежи ја полно на Бога што Цепсо е